Добар ден, денес ќе му поставиме неколку прашања на кандидатот за градоначалник Миле Андонов, кои ни ги испратија на официјалната Facebook страна. За какво Кочани ќе се борите на престојните локални избори во вашиот мандат? Благодарам на прашањето. Најнапред еден поздрав, срдечен поздрав до сите мои фанови и сите поддржувачи на Facebook страната. Еве ова интервју ќе го одржаме заедно со вас и ќе проговориме за некои работи, за некои прашања кои вие преку Facebook најповеќе ги добивате и најповеќе барате да добиете конкретни одговори. Значи, за какво Кочани ќе се бориме во овие локални избори и во мојот мандат заедно со советничката листа и сите оние луѓе кои ќе ја практикуваме локалната власт овде во Кочани. Веќе на почетокот ќе кажам дека и во самата кампања и со самите овие одржувањето на овие локални избори, ние ќе ги поставиме темелите за едно модерно, за едно европско Кочани, Кочани на сите граѓани, на сите кочанчани, Кочани кое го бара својот стар сјај, својата чистота и уреденост, како што беше некогаш, да го искористиме целиот потенцијал, целиот инсталиран капацитет од над 20.000 работни места овде во кочанската индустрија, нешто од поново време, нешто од постаро време, да го искористиме благодетот на природата кој ни го дал преку богатата и плодна Кочанска котлина со неумоливите и благодетни геотермални води, со докапитализација во тој дел од земјоделието со изградба на откупни и дистрибутивни центри и преработувачки капацитети, а и со воведувањето на новиот туристички концепт, во кого ќе го уклучиме и искористувањето исто така на геотермалната вода, со изградбата на оној наш посакуван проект, наречен Бањолошки центар, спа центар на геотермална вода, хотелерски центар, кој природно ќе биде поврзан со бисерот на Осоговијата Пониква, каде што и во зимото и во летото има место и време за одмор. Ние во Кочани ќе се погрижиме на тој начин да отвориме неколку илјади работни места, нови, реални работни места во индустријата и во туризмот и во земјоделието и со тоа да го подобриме животот. Кои се вашите приоритети или поточно приоритетите и потребите на граѓаните кои ги добивате како идеи? Идеите кои ги добивме, еве, со почнувањето на оваа кампања се безбројни. И овој проект, оваа канцеларија на идеи се покажа доста успешен. Стварно сме позитивно изненадени. Идеи има буквално од секоја целна група. Дали се тоа млади или стари, дали се мажи или жени, дали се пензионери, дали се стечајци, социјалци, земјоделци, дали се средношколци, студенти, магистранти или доктори, секој еден дојде и овде безброј идеи ни даде во овие наши дневници, кои ние ги примаме се уште и никогаш нема да престанеме да ги примаме. Значи и во праксата и во практикувањето на мандатот, ние вакви идеи секогаш ќе примаме и секогаш ќе има отворен дневник за вакви идеи. Зошто? Затоа што стварно се покажаа овие идеи доста атрактивни, доста интересни и доста остварливи. А она што е остварливо е добро да се погледне и да се спроведе. Меѓутоа, конкретно на прашањето за предноста, на кои идеи би ја дале? Јас најодговорно тврдам, и тоа ми е желба и на целата екипа кои сме вклучени овде во оваа кампања, млади луѓе ентузијасти, дека идеите кои доаѓаат од младите ќе имаат приоритет. Затоа зашто и ние како родители сакаме да ги задоволиме барањата на нашите деца. А нашите деца сте вие младите. И овие идеи овде се најповеќе добиени од младите и за младите. Младите денес добиваат се помалку и помалку од заедницата. Ако се вклучиме во остварувањето на нивните идеи, ние со тоа ќе им возвратиме и ним и на нивните родители. Каде може да се пронајде секоја целна група на гласачи во зацртаните проекти? Значи, проектите наши беа инспирирани и од идеите кои овде граѓаните ни ги даваат. Како што рековме, нема целна група која немаше дадено идеја
а во нашите проекти нема целна група која е застапена. Дали се тоа млади, дали се пензионери, дали се вработени, невработени или сите граѓани едноставно кажано на град Кочани. Ние, за младите, најповеќе ќе обратиме внимание за нивното безбедно живење во смисол на здрава еколошка средина, ќе го подобриме нивниот забавен живот и еве уште на почетокот би кажал дека Кочани не е град ниту нешто помалку, ниту е поинаков од останатите градови во Република Македонија. Како што во другите градови се воспоставија некои пракси и традиции, така наречени пивофест, пифтијада, карневали, ние во Кочани покрај деновите на Оризот ќе спроведеме заедно со младите, со нивните здруженија, како да кажам, бели ноќи, ама не еднаш во годината, туку еднаш во секоја сезона. Тоа ќе биде еден продолжен викенд со гости, анимирани пеачи, забавувачи, аниматори, заедно со кочанските групи, со кочанскиот прекрасен трговски центар и сите останати потенцијали кои ги има овој град и ги има во надградување и понатаму, ќе ги спроведеме тие бели ноќи до сабајле забава за младите. И со тоа сметам дека ќе им го подобриме малку и животот и имиджот на нашите млади во Кочани, кои доскоро одеа и го бараа својот забавен живот во соседните општини Виница, Облешево, Штип, па можеби и подалеку. За пензионерите, така ни оди, со млади пензионери. Нема да останеме на пензионерите да им нудиме само бањолошко лекување и бесплатни бањи или помошти за такви активности. Преку нивните пензионерски здруженија, преку нивните пензионерски клубови, а заедно со екипа од локалната самоуправа, ќе спроведеме една пракса да стално или секогаш, се почесто, имаме спој, имаме дружење за помош. Значи, ние ќе акцентираме и ќе стимулираме повеќе средби за пензионерите во забавен живот, за прошетки во природа, прошетки во одредени места во Република Македонија, па и во обкружувањето, и со самото тоа ќе им го збогатиме нивниот пензионерски живот. За оние пензионери кои се сами, за жал, кои остануваат сами и кои се изнемоштени, ќе имаме направено една патролна служба која почесто ќе ги посетува и ќе им помага во нивното секојдневно живење или во нивните потреби кои тие сами нема да можат да ги спроведат. А врв на нашите заложби за пензионерите ќе биде изградба на еден пензионерски, односно дом за стари лица, каде што секој еден пензионер да нема страв дека утре ако остане сам и осамен, дека само со својата пензија ќе биде заборавен од заедницата. Ние преку локалната самоуправа и преку службите ќе го спроведеме тоа да не му се случи и секој еден пензионер да ги заврши своите денови повесело и поисполнето. За останатите граѓани, за граѓанскиот концепт, за повозрастните, ние ќе сакаме и ќе мораме да го направиме концептот на нивниот живот поисполнет преку културата, преку забавата и преку граѓанскиот живот. Културата во Кочани ќе ја спроведеме на оној начин како што се одвиваше и некогаш. Театарот во Кочани, кој беше традиција, ќе го вратиме и ќе иницираме барем 2 театарски средби во месецот да се одржат, дали преку театарскиот ансамбл од Кочани или некои гости на размена од другите општини, каде што еве и тоа е сега подем. И воедно за постарите ќе го вратиме и спортот како рекреација за младите и учество на младите, а за нивните родители, нивните роднини, нивните сограѓани да бидат присутни на тие спортски терени во смисол на исполнување на спортскиот живот. Значи, кочанчани знаат да играат фудбал за прва лига. И ние мораме преку фудбалскиот клуб Осогово да го вратиме Кочани во првата лига. Еднаш, во едни убави времиња, во едно убаво време, во Кочани се играше кошарка. Не само да се играше, Кочани беше шампион во државата, беше препознатлив во обкружувањето и во меѓународните надпревари. Кочани има врни, талентирани кошаркари, кои се уште се активни, а уште повеќе има и врвни тренери кои произлегоа од овој град и од оваа кошарка. Ние ќе се заложиме преку стопанственици, преку ентузијасти, екс-кошаркари, да
Тие времења ги вратиме во Кочани. Заборењето. Илузорно е да се зборува дека боречки клуб Спартак денес е на маргините на изумирање. Боречки клуб Спартак, традиција која со години, на нас со децении, во Кочани даваше врвни спортисти, шампиони, олимпијци или спортски работници препознатливи во целиот свет, денес е на маргините на изумирање. Ние тоа мора подхитно да го промениме. Постои потенцијалот во Кочани кадровски, и кај постарите и кај помладите. Постои таа традиција се уште жари во Кочани и ние тоа мораме да го искористиме на начин што боречкиот клуб Спартак ќе го вратиме во на меѓународните сцени. Овде е да зборуваме и за гимнастиката, традиција каде што од секогаш наши деца, сега и повозрастни, сега веќе и пензионери, ама се уште активни преку тренерските активности, вработени во училиштата или било каде, исто така шампиони, и нивните деца, нивните внуци сега со својот талент одат во Република Македонија на шампионати и донесуваат медали. Меѓутоа тоа не е доволно. Се додека не излезат на меѓународна сцена и пак не се профилира гимнастиката во она светло како што беше, ние нема да застанеме овде и ќе работиме со така наречената просторија со колана, па и ќе ја прошириме и ќе ги вратиме децата во гимнастиката. Што се однесува за другите спортови, немаме толку време да зборуваме, сека овде е и гимнастиката, покрај гимнастиката и каратето, сега, во овие години наназад, ентузијасти, луѓе кои буквално од свој джеб го финансираат овој спорт, деца наши се враќаат од државни, наши и меѓународни надпревари со златни, сребрени или бронзени медали. Ние таква поддршка ќе им дадеме затоа што сметаме дека нашиот град само на таков начин може да се афирмира и пошироко од границите на Република Македонија. За крај вашата порака? Порака до фановите, до поддржувачите на Facebook. Бела чао! Збогум, диктатуро и сиромаштио. Одиме на избори, одиме на победа. Победа за демократијата. Со демократијата има развој, а со развојот и иднина. Закочени сега. Време е!